Како припадник на армискиот резервен состав учествувал во одбраната на државата во 2001 година. Оттаму ние како држава, како власт во оваа држава имаме обврски и кон него, но и кон сите бранители кои учествувале во 2001 година и посебно кон оние кои што трпат штетни последици. Курсот на оваа влада е повеќе од јасен со само до тоа што е институционализирано решавањето на овој проблем со воведувањето на национален координатор за воени полициски резервисти, позиција која што моментално ја пополнувам јас, но на тој начин владата праќа јасна порака дека е подготвена да помогне на сите бранители кои што се наоѓаат во тешка положба. Затоа апелираме како влада до сите бранители кои што се наоѓаат во ваква или во друга тешка положба или имат било какви проблеми, слободно да се обратат до националниот координатор и ќе се обидеме на секој начин да помогнеме при решавањето на нивните проблеми и при стикнувањето со права кои што ги следуваат според закон. Во ова прилика не можеме да не кажам дека сме згрозени од вчерашната постапка на трите лица кои што го посетија болниот бранител Драган и на еден крајно лицемерен начин обвинуваа дека државата не се грижела за него, иако токму тие се дел од претходната владеачка гарнитура и едно од трите лица кои што вчера беа овде и денес е актуелен советник во Советот на општина Прилеп. Значи, од она што можевме да го слушнеме, Драган повеќе од 5 години се наоѓа во ваква незавидна социјална и здравствена состојба. 5 години никој ништо не презел, но ние во следните неколку денови ќе ги преземеме сите оние активности кои што како државни органи имаме можност да ги преземеме, почнувајќи од помошта при плаќањето на струјата, на електричната енергија, за да биде вклучена најбрзо што може, потоа да се обезбеде дрва за огрев и хоспитализирање на поранешниот бранител Драган уште во текот на денешниот или во текот на утрешниот ден. Секојдневно како национален координатор и со другите соработници од владата, бидејќи во владата имаме и други национални координатори, советници внатре и премиерот и во владата, секојдневно помагаме на понеколку бранители од 2001 година, но и на припадници на поранешната ЈНА кои што настрадале во војните при распадот на Југославија, но сметаме дека не е умесно, дека не е вкусно со тие тажни судбини да правиме пиар и секојдневно да објавуваме на кого помагаме. Ние овој курс ќе го задржиме и во иднина и повторно ќе кажам дека нема јавно да ги употребуваме ваквите тажни судбини. Денес јавно излеговме бидејќи вчера буквално беше направен пропаганден напад врз владата на еден безобзирен начин. Владата на ВМРО ДПМН 11 години не направи ништо за бранителите. Во ТЕК како национален координатор преземаме активности за најпрво евидентирање на сите лица кои што учествувале во вооружените действија во 2001 година, бидејќи за жал државата нема прецизни евиденции, потоа да видиме колку има воени инвалиди, со каков инвалидитет, па нивниот распоред по градови, нивната социјална структура и така натака. Пред нас предстои обемна работа за која што требаат месеци и месеци, но ние се зафативме на оваа работа и верувам дека во догледно време ќе имаме уредни евиденции и однапред ќе превенираме вакви ситуации, да не чекаме луѓето да се најдат во ваква непријатна ситуација, во очена состојба да бидат принудени помош да бараат преку медиумите. Бидејќи тие имат право на приватност, за ваквите проблеми нема потреба да знаат целата јавност.